Директор на подружница на Македонија ПАТ во Битола, кај што Коце Трајановски е генерален директор, Сафет Ибраими, кој што има фалсификат диплома од средно. Овој мора да е од тие паметните со кои што Мицкоски соработува. Бидејќи овие што поднесуваат интерпелација се глупави, сигурно овој е некој од тие паметните во собранието, што фалсификувале диплома за средно образование. И е денеска директор на подружница на Македонија ПАТ во Битола. Замисли да фалсификуваш диплома за средно образование. Да не можеш да завршиш средно образование. Документот Пушти го, да. Се работи за Сафет Ибраими, кој неодамна бил назначен за директор на Македонија ПАТ подружница Битола. За новата функција и самиот Ибраими се пофалил на Facebook и за оваа задача и доверба му се заблагодарил на председателот на БЕСА, Билјалка Сами. Вели обврски должности и така натаму и така натаму. Инаку, Ибрахим има правосилна пресуда во спор со МВР кој го суспендирале од работа поради овие причини. Вели основниот суд во Скопје донел пресуда во корист на МВР, апелациониот суд во Скопје потврдил првостепената пресуда, а Врховниот суд одбил да изврши ревизија потврдувајќи одлуката на претходните судови. Значи Ибрахими фалсификувал диплома за завршено средно образование. Дај бе, пушти, знам, пушти му. Еве. Не, пушти скриншот да видиме како изгледа тој лепотан. Аха, лепотанот. Значи на кратко. Директор на подружница на Македонија ПАТ во Битола, кај што Коце Трајановски е генерален директор. Директор на подружница Македонија ПАТ Битола е како сега Сафет Ибраими, кој што има фалсификат диплома од средно. Значи од средно. Овој мора да е од тие паметните со кои што Мицкоски соработува. Бидејќи овие што поднесуваат интерпелација се глупави, сигурно овој е некој од тие паметните во собранието, што фалсификувале диплома за средно образование. И е денеска директор на подружница на Македонија ПАТ во Битола. Ставија до ова, не гаси документ. Чи немал средно завршил. Значи, замисли да фалсификуваш диплома за средно образование. Ти да не можеш да завршиш средно образование. Чобан. Да не ми се навредат вистинските луѓе кои што мислам оние кои што стварно работат таа професија. Ова го кажувам преносна смисла. Не може да прочита дипломата, вика. Драги Сого. Замисли фалсификуваш диплома за средно образование. За средно. Овој ни средно нема. Директор на Македонија ПАТ подружница Битола, Коце Трајановски му е генерален директор. Коце Трајановски кој што за две недели финансиски го консолидирал Македонија ПАТ. Немој жити све, молим. Како? Македонија ПАТ имаше 260 милиона евра. 260 милиона евра имаше Македонија ПАТ кога Коце Трајановски влезе на функција. А како може за 260 милиони евра имаше на посебна сметка. Плюс Македонија ПАТ е единственото претпријатие кое што не беше у загуба. Он финансиски го консолидира вундеркит. Како го консолидирал за 2 недели. Значи лажат, ама лажат, како да ти кажам. Безусловно се лаже. Еве го тој, што нема... И пази, му се заблагодарува на председателот на БЕСА, Билјалка Сами. Не му се заблагодарува на премиерот, на владата, на довербата, што му ја дала владата, на директорот Коце Трајановски, на не знам кого. На Билјалка Сами. Му се заблагодарува на Билјалка Сами. Па нели ќе ги трневме тие од власт кои што вика мене председател ми е одговарам само пред Али Ахмети. Абе средно нема човек. Нели ќе ги трневме тие кои што вика ја одговарам само пред Али Ахмети. И добро, ги трнавме тие што одговараат само пред Али Ахмети и го донесовме тие кои што одговараат само пред Билјалка Сами, Изет Меджити, Африм Гаши. Еве и од тоа скриншот како се заблагодарува. Да, пушти го тоа. Со средно нема завршено. Овој прашање дали знае да пишува.
Дали знае да чита? Дали знае што ќе потпишува Па како тој документ? тој од Куманово, минатата недела што го објавивме, и тој има пресуда дека овакво нема пресуда, туку има обвинение За дека фалсификат, диплома, ама за факултет. За факултет, Ама овој нема ни средно завршено, бе, човече. од Приштина. Ој, Не само што гласа овој, туку овој е сега директор. И пази, Македонија пат Битола треба да ја координира Пекталенка. работата. Сега се прави таму, ќе се проширува тој регионалниот пат Прилеп Битола, ќе се прави експресен. И сега таму има многу пари. Битолчани, Овој свака кој ви ќе част. Овој ако знае што потпишува, Оф. Језиво. Језиво. Види, денеска Влен оствари уште едно предизборно ветување за кое што Мицкоски викаше дека е само во И главите кој на... ми викаше прошлиот патов дека немаме IQ, можеме, имаме емоционална интелигенција. Ја ти викав. Каква емоционална Па интелигенција? еве се соживуваме со овој што Овој нема завршено неписмениот да средно. стане директор? Се соживуваме со неговите маки да нема завршено средно образование. Не можел да постигне да заврши средно. Почитувани, Го имам мрзало, чест и бе. задоволство да ви информирам дека сум именуван за директор на Македонија пат подружница Битола. За оваа задача и доверба му се заблагодарувам на председателот Тендерува. и се гледа дека е неписмен. Преседателот на БЕСА. Обврските должности што Преседателот пишува? Преседателот. Ле. Совет, транспарентност и одговорност. Не чека многу работа. А да идеш да завршиш средно? Вечерна школа. Вечерна школа. И еве пушти ја пресудата. Овој човек што е ставен директор има пресуда, ама пуштете ја цела пресуда. Не само тоа, цела пресуда пуштете ја да видиме зашто е осуден. Овој средно не може да... Има работа за тој што сака, гледаш. И без средно има работа. Пушти ја диплома, тоа цела пресуда. Чекај, еве го вториот дел од предсудата, ја не го пушти. Дај, пушти ја цела пресуда. Пушти. No data the stream will end shortly. Не бе иде? Еве, Основниот суд Скопје 2 со обжалената пресуда го усвоил тужбеното барање на тожителот и утврдил дека договорот за работа број тој 13 година случај МРМ Сафет Ибрагим е ништовен и не произведел правно дејство, исто време судот одлучи дека странка да истоси тврди. Против ова пресуда на времена жалба Ристевски добро да се одговор на жалба не е доставен. Добро, зашто ајде другото? Лайф сме бе? Аха, Да, на еве го иде другата страна. Ете. Ете го иде другата страна, па што? Ете бе дипломата у третиот пасус. Стужениот при склучување на договорот за работа доставил диплома за полож за извршен едук, се здобил средно образование, гимназиска настава која е заведена под број издаден учредител средно образование. Писменото поднесено барање е роден воопшто не постои во нивната евиденција. Значи, он приложил диплома која што не постоела во евиденцијата на школото. Значи он не фалсификувал у смисла отишол таму па платил нешто полагал ау, него он си испринтал дома диплома и однел таму, он уопште нема у средно влезено. Уопште у школа нема влезено. Значи он нема ни голем одмор од средно образование. И сега е директор
на Македонија пат Битола. И после ќе ги изненади снегот, па ќе ги изненади, он не ги Не, знае не, ни годишните времења. чекај. Ој не ги Ама, знае ни годишните времења, А бе, со меч. што е, чекај, што му е казната, што му изрекле казна? Го избркале од работа. Не, има и казна за фалсификување. Ајде да видим што е. После ќе ги изненади снегот. Ле. После изненадени. У декември изненадени од снегот. Петар IQ не се мери во проценти. Па некој со... Се мери, брат, до држава која што има 87,7 со проценти. Не. Петар дупи. А, ги Пошто ја заебава знае, Петар. ја знае дупачка. Да. Имаше, тука се расправаа со мене у емисија, у чат се расправаа едни од штаб. Срам да ми било како тоа сум зборал дека има 87,9% IQ. Просек у Македонија, И веќе тоа сме го навредувале и Тоа народот. беше врхунски доказ дека стварно имаме 87,9. Била констатирал дека приложената диплома Сафет Ибрахими била фалсификувана. Наки вика Ништо овој не како гледам. Бошко Бука војувал кога требало да си иде у средно. Не видов, не можам да видам што е казнет. Ле. Да не го повтори делото. Па он сигурно па го повторил Што не делото. го повтори делото да не завршува средно, уште еднаш што го завршиш средно. Како влегол се у Македонија пат? Не Со знам која како- диплома? Не знам како влегол во Македонија. Со која диплома? Ова се има факултетска диплома, не од средно. А, да, таму е последна. Да, и тоа од Приштина. Од Приштина. А овој Тони Јаревски брат што има диплома од кај Мерко. Пратениците на ВМРО ДПМН имаат дипломи кај Мерко, они излагаат на пресови и го плюкаат Мерко, давал фалс дипломи. И де факто они си ги плюкаат пол од пратеничкиот состав. Не бе овде кој не полуди, не е нормално. Петар вика треба да имаме нов назив за IQ-то Мицкю. Мицкю. Мискју. Така. Тоа е. Директор на Македонија пат, средно нема, голем одмор не заврши. Или ствари може он бил на првиот голем одмор и си отишол. Мислел дека Е, никад треба не да се враќа. врати. Да. Можно е. Види. Дај. Јас сум сигурен дека во декември ќе не изненади снегот. А вие у Битола мислете, купете си ланци со време, пошто овој директор не ги знае ни годишните времиња. Купете си ланци, зимска опрема, спремете се. чекај бе. ќе биде господине изненаден. Мицковски бе. Па нели ние ги менјавме од власт овие што му одговараа на Али Ахмети. Се овој на Касами или ние ствари сме гласале за да дојдат други албанци во владата што нема да му одговараат да одговараат пред Ахмети, туку ќе одговараат пред Касами. Ние за такви сме Па гласали. тие бар имаат дипломи. Не сме, да. И уште еднаш пресудата дека има фалсификувана диплома, уште еднаш е потврдена од Врховниот суд. Значи и у Врховен суд го знаат дека има фалс диплома. И му ја одбиле жалбата. Во одредниот правен лек, тоа е барање за ревизија. Значи у сите инстанции е потврден дека нема завршено средно образование. И е директор на Македонија пат Битол. Пошто у Битола нема ВМРО-вци кои што заслужиле да бидат директори, мораше да биде овој од кај Касами. Види. Влени остварува... Он средно носел ужинка и така си се стекнал со диплома. А одел по пат, затоа Македонија пат сега ќе го тера. Дуи се академци за влен. Дуи за влен се... Дуи за влен се... Нобел комити. Комитет за Нобел.
Дисидент Битола вика тоа било 2016, од тогаш до сега има завршено средно гарант и факултет кај Мерко, то дека еднаш го фатиле, сега не важи тоа. Седите вие во студио, водете подкасти, албански секден, влеват и си го ладат со каурите. Сканија, што да правиме ние, бе, брат? Ти личам ја на премиер, министер, обвинител, судија. На што ти личам јас? На пратеник. Он нека си седи таму. Не, ама ја на што ти личам, еве. Еве. Јас сум новинар. Еве, ако има парламентарни избори предвремени, кога и да се парламентарните, ќе се кандидирам за пратеник. Тогаш можеш да ми речеш ваква работа. Седи си ти у собрание, води си подкасти, они нека тогаш можеш да ми речеш и тогаш ќе бидам одговорен, да. Ако не превземам ништо. Ама ако влезам ја у собрание, тоа ќе биде циркус. Медрано. Медрано е мала маца. Циркус јада ќе биде тоа. Тоа тек тогаш ќе видат филибастеринг, милибастеринг, све тогаш ќе видат. Иако не е тоа. Како? Виш како нема филибастеринг, добро, нема филибастеринг, димна бомба. Нема седница. Так нормално. Закон сакате да донесете, не може. Ама не можеш да го блокираш, кој ти каже? Кога се сака, све се може. Одма, со моливи ќе ги гаѓам, со пенкала, тепачка, заврши седницата. А за вика, зошто не му идете да го прашате у работно место лично како се стекнал со диплома? На кого? Има многу вакви. До се едно 10 јули. Сакаш што е у Куманово или во Битола да му иде? Има, знаеш колку противправно назначени на директорски функции. Сите да идеме ги прашуваме. Има луѓе со кривични пресуди кои што станаа директори на затвори. Кај да одиме бе попрво аза? Кај да одиме? Еве ја ќе им кажам на ВМРО-вците у штаб, еве у Битола, сегде по Македонија, прашајте бе од кај искочи, од кај никна овие кадри на вледно. Без средно нема завршено. Значи он е функционално неписмен. Он со својот статус на Facebook докажува дека е функционално неписмен. Пушти го пак статусот кај што му се заблагодарува на Касами. Пишува преседател. Нема Т. Преседател. И што идам него да го прашам? Од кај му е дипломата? Ќе ми покаже. Ја треба да верувам у таа диплома. Што вика, не знам, некој имаше пишано дека има завршено виши факултет, сигурно. И што се ја да идам да му ја бркам дипломата, дали? Па што прави министерката за образование? Весна Јаневска. Нели Весна Јаневска кажа дека најголем проблем и го спуштаат квалитетот на образованието тие со фейк купени дипломи, сериозна ревизија ќе имало у Министерството за образование, кој давал такви дипломи, како се стекнува. Кај е тоа бе? Еве, поминаа 3 месеци, кај е? Овој Сафет Ибраими стана директор. Осуден за фалсификување диплома за средно. Што да правиме понатакаму? Кај да идам ја? Кај да иде Мечка? Боро кај да иде? Сите кај, што да правиме? Ние сами мислите дека можеме со ова све да се бориме? Ние можеме да покажеме што се случува. Одговорноста треба да ја барате од тие за кои што сте гласале. Не гледаат у моментов 2500-3000 луѓе на сите платформи. Од тие 3000 луѓе сигурно има луѓе кои што гласале за ВМРО. Прашете го, ќе ви дое на Комицка Мицко, што правите бе? Од кај ги најдовте овие луѓе? Кој ќе го праша бе жити се? Сега, Да, па да остане без работа. Да не го работа. види, и додека... Роберт Ангеловски на Facebook не праша зошто уште досега немате партија направена. Ја? Сега? Зошто немаме партија направена, ме прашува на Facebook Роберт Ангеловски. Ние сме Новинари сме ние бе брат, зошто да правиме партија? Ние можеме како граѓани да си направиме граѓанска листа и да побараме поддршка, не мора партија да правиме.
Ајде да видиме денеска што има направено Ничо, Јаневска. вика секоја чест да се знае како стојат работите, ама џабе за тие со IQ собна температура се тоа не допира. Они се до гроб. Абе, они докај сакаат нека бидат. До гроб, докај сакаат. Ја заложници ги прават сите други у држава до гроб да преживува, да не живееме ни у држава, преживуваме. До гроб да преживуваме. А де со П?